Заедно со наставничка Кристина сработавме проект со ученици на однословните одделенија, пошто е актуелен во моментов во вашето село. Имаме проблеми со чиста вода за пиење, па тргнавме од тоа како да најдеме начин да штедиме водата, затоа што без вода знаеме дека малце животот ни се поеметува. Почитувани лектори, почитувани наставници, драги наши родители, на овој наш проект штедење на вода во училиштето и во домот. Предмет воспитание за околина. Одговорни наставници ни беа Кристина Зачировска и Фатима Шашко. Реализатори на проектот сме ние учениците од 8-те одделенија кои го изучуваме овој предмет. Воспитание на околината. Што знаеме за водата, што научивме за водата? Следува 5-минутна презентација за водата. Чистотата е половина здравје, а без чиста вода нема хигиена. Чиста еколошка животна средина, здрава вода за пиење и одржување хигиена. Цел на истражувањето. До кое ниво е свесна учениците од нашето училиште, а и на нашите родители, за штедењето на водата во училиштето и во нашите домови. Подготовки за истражувањето. Проведовме анкета меѓу учениците. Направивме интервју со родителите, со наблюдувањето на реките Волковци и Јанчани, наблюдувањето на повисењето на водата, оставена ставена протече без потреба за дење на младите во период од една седмица. Анкетирани се помина 29 ученици кои случајно избор, и што ги добивме следните резултати. На првото прашање, колку луѓе во светот имаат пристап до чиста вода? Точно одговориле само 16 ученици. На второто прашање, колку проценти од вкупната вода на земјата е сладка вода? Точно одговориле 15 ученици. На третото прашање, во Румија забите од 29 ученици. Ја оставам водата да тече 21 ученик. Ние оставаме водата да тече 21 ученик, а понекога само 7 ученик. Кога мајка ми ги са добите, ја остава водата да тече 21 ученик. Не ја остава водата да тече, одговориле 24 ученици, а понекогаш ја остава одговориле 4 ученици. 3 ученици одговориле дека водата ја остава да тече, 17 одговориле дека не ја остава, додека 5 ученици само понекогаш. На шестото прашање, мајка ми, кога ја наводнува бакчата, дека користи црево, одговориле 20 ученици, а дека користи кофа, одговориле само 9 ученици. На седмото прашање, во нашиот двор имаме буја за дождовница, 14 ученици одговориле дека има, додека 15 ученици немаат. И на осмото прашање, мајка ми користи детергент. Дека нивните мајки користат посебен детергент, одговориле 14 ученици, додека мајките на 15 ученици користат посебен детергент. Заклучок. Од резултатите од извршената анкета, ние заклучивме дека учениците се доволно информирани за бројот на луѓе кои немаат пристап до чиста вода, како и за процентот на чиста и сладка вода на земја. Поголемиот број на учениците знаат за значењето на водата и дека треба да се штеди. Ние дознавме дека штедат 95% од учениците, не штедат 3%, додека малку штедат само 2% од учениците. Извршивме интервју со докторите маѓарство во село. Во основа на анализата на добиените податоци, одговорите доктори следните податоци. Потребувачката на вода во питите седмица 7 месец се купува 170 литри, во просек од 27.400 литри по седмица. Потребувачката на вода по месец е најголема во летниот период поради почестите капења и високите температури во текот на денот. Дознавме дека на економични начини за штедење на вода се затворање на водата при пиење запит, како и при врижење. Исто така, подрубање на машината за аришта кога е полна, како и за машината за миење садови. Чување буја за собирање на дождовница во водоворот и користење помпа при наводнување или за миење на крови.
Исто така, од спроведеното интервју ние дознавме дека се користат 5 средства во просек за одржување на хигиена во домовите, од кои поголемиот дел не содржат фосфат, што е позитивно, бидејќи со испргани фосфати во водата езерата се претворат во училишта. Учеството на населението е доста минимално во активностите за заштита на водите, околу 5%. Ниту во Охтис ниту повеќани нива не било. Забележавме дека во реката на повеќани немаше отпадоци од домаќинство. Процентот е околу 3,5%, додека во Охтис се доста застапени отпадоци од домаќинствата и загадувањето е околу 40%. Ниту во реката во Охтис и Врчани се не наидовме на загадување од мртви животни. Да ми истражуваме тоалетите, машките и женските во долниот и горниот спрат. Дознавме дека помеѓу 3-тиот и 4-тиот час во понеделник во долниот спрат чешмата во машкиот тоалет не е оставена да тече, додека во женскиот е оставен. Додека пак горе помеѓу 2 и 3 час во понеделник исто така во машките не тече, а во женските тоалети тече. При што дознавме дека во машките тоалети е заштедено повеќе вода од женските. Заклучок. Свеста на учениците и родителите вклучени во ова истражување и на многу ниско ниво за нејзина заштита од загадување. Свеста кај учениците и родителите вклучени во ова истражување е на многу ниско ниво за штедење на водата. Учеството на човекот во загадување на водата. Можете да ги проследите. Ние ги навидувавме изворите во Охтис и Врчани. Моменталната состојба на изворите во Врчани изгледа вака и таа е со многу нисок степен на загадување. Ова се сликите од местото на настанот. Додека во Охтис ја затекнавме во ова негативна состојба, што изнесува висок степен на загадување. Проследете совати се за како да се штети вода. Наводнувајќи растенијата рано наутро или навечер или предвечер за да се намали испарувањето. Стави прстовка на тревото. Одгледувај растенија на кои им е потребна помалку вода. Пуштија машината само кога е полна. Стави решетка на тушот за да се намали млазот на вода. Биди повеќе при туширање, со што ќе заштитиш многу повеќе вода. Затвори ја чешмата, дори мие заби или се миеш со сапун. Затвори ја славината додека ги триеш садовите. Користи казанчиња кои штедат вода. Стави решетка на славината со цел да се намали млазот на вода. Употребувај метла, а не црево за чистење на патеки и дворни. Токму заради овие резултати ве повикувам. Заедно да делуваме на подигнувањето на свеста за улогата на водата и здравиот живот. Здрава вода, здраво дете. Знаките дека сме наши, а се најголем казано. Врсовството на презентацијата мислам дека малце би укради одеднато од вашето работно време, ама редно е да ги зачувате во вашите спомени овие работи, овие пораки кои што ви ги спраќаат децата, а за таа цел учениците сработија и флаерчиња кои што ќе ги земете со вас и да го потсетуваат дека навистина водата треба да се штеди. Ви благодариме за присуството. Родители, почитувани наставници, беше ангажирано да се еден проект околу заштеда на вода, заштеда на енергија. Така да јас ви пожелувам на екипава на учениците кои што подинаваат целиот проект заштеда на вода. Јас мислам токму во право време и во прав момент да направи овој проект. Овој проект ќе биде презентиран и пред група ученици кај што да се подигнуваат свеста на учениците, да се подигнуваат свеста на граѓаните од Охтиси и да може во ова време што ние си се наоѓаме да штедиме вода, а тоа вода ќе им се најде на некои семејства кои што живеат надморски повисоко од